Ме изненадивте со вашето доаѓање. Може би сте слушнале. Изет Шверцер се осмели и ја киднапира ќерка ми. Сочувствувам. Ама зошто кај мене дојдовте? Ти, ако сакаш, можеш да го најдеш Изет. Ако ми помогнеш да ја ослободам Инџи, ќе ти дадам повеќе од потребното. Господине Давуд, дали приметувате дека се наоѓате во молбена ситуација? Ете, не е време со минатото се занимаваме. Во прашање е животот на ќерка ми. Ти ја разбирам ситуацијата. Ама ти не си свесен дека бараш помош од човек на кого му го зацрни животот. Свесен сум и спремен сум да платам колку што сакаш. Како и е? Во шок е и дадов мапчиња за смерување. А кога ќе се освести? Действото на лекот трае 4 до 5 сати. Со ваша дозвола? Што е, Джемал? Си земал петорица со себе и се занесуваш дека си ага? Ние сакаме агите да ги ничкосаме, Заза. Немаше потреба да одите на планина за тоа. Да дојдевте кај Вујкови, Заза, да ми се обратевте, јас ке средев. За ова ли сакаше да се видиш со мене, Заза? Кажи што те мачи тоа. Аха, колената вака ме болат. Како тетка ти Хаџар. Велиш реума ли е? Заза, ти мене ме мафташ? Имдат, видели? Му годел морскиот воздух. Од мафтање пафтање одма разбира. Ти мислиш дека јас сум стариот Джемал. Јас сум револуционерен борец, кој својот живот и нината ја давам за својот народ. Пешак си или топчија? Јас не ги сакам прашинарите, а? Ама кај вас нема морнари пилоти, а и ти си во право. 50 години не ти доседи тој лумпен пролетаријат. Ама јас тебе ќе те образовам. Ако успеам тебе да те придобиам, значи дека нема неостварлива утопија. Велиш? Мене да ме придобиеш е лесно. Ке го правиш тоа што го сакам, далеко ќе бидеш од тоа што не го сакам. Што сакаш ти, што не сакаш, Заза? И примерно, судовите не ги сакам. Сте го фатиле, човекот што го сакам, и ќе го судите. Сега разбрав. Ти го сакаш тој Зулфикар феудалецот. Го одредивме казната, плати земи. Види, јас плаќањето ич не го сакам. Ама ти кажи ми, што било на Зулфикар казната? 10 милиони долари. 10 милиони долари? Таа мала љубов што имав кон Зулфикар ја сотревте. Вие на планинава наместо камења пари ли броите? Бате, што чекаме, бе? Да се средат малку. Кога дојдоа, рацете им беа на оружјето.
Ама Заза им го мати паметот. Сега ако тргнеме да одиме кај нив, душите нема да им издржат. Војце, се смрзнавме. Каде е овој кара сега? Абе, јас на тој кара. Да почекаме уште малку. Заза нека го заврши спортот. Заза, гледам метрополата убаво, те научила да мафташ. Велиш? Велам. Да видиме ти колку ќе издржиш во метрополисот. Внимавај да не облечеш сукња па како танчарка да ми фрцкаш. Ајде. Тој Заза, ми поставивте заседа. Фрлете го оружјето. Ако не го фрлиме, што ќе правиш? Заза, ме продаде на црниот агент. Джамал, остави го мојот внук. Покрај мене никој ништо не ти може. Пушти го. Джемал, ако сакав да те убијам, одамна ќе ти пукав у глава. Што сакаш од мене? Зошто ми наместивте замка? Ќе збориме. Јас знам добро како зборуваш со револуционерите. Точно. Ама овој пат со тебе различно ќе зборувам. Види, јас видов секакви злосторници. Поготово во вашата организација, ама не видов некој да не е нечестен, да не е продаден. Секој водач во организацијата е куче на некоја туѓа држава. Ама само ти си ми празен. Ти со години беше куќе на теđe. На крајот ниту жупа не ти дадоа. Чекај, не пукај. Джемал, колку и да се трудиш, нема да те убијам. Се разбира ако правиш што ќе ти кажам. Ти не ме споредувај со издајците и продадените агенти. Не те споредувам. Ама ако не правиш што ќе ти кажам, верувај нема долго да живееш. Јас ти давам шанса да не одиш курбан во внатрешните пресметки на организацијата. Ако правиш што ти кажувам, ќе се искачиш највисоко таму. Кара, ти си спобудален. Толкава организација, ја мислиш дека е како вашите контрагериличи составени од неколку души. Ајде, јас сум ви гарант на двајцата. Ајде, договорете се, одиме. Детето смрзна овде. На овој снег, на овој кијамет. Нема што да се договараме. Јас со агентите на темнината не соработувам. Приморан си, Джемал. Ти со мене разговараше, нели? После ова, кој во организацијата ќе верува дека ти не си агент? Јас немам потреба никому ништо да му објаснувам. Сигурен си? Како и да е, Шахмаран ќе разбере дека со мене си се сретнал. Слушај ме мене, Джемал. Ајде. Сега ти оди си и добро размисли што ти кажав. Абе, чекај. Каде оде овој? Уште не го даде Зулфикар. Заза, донеси 10 милиони долари, земи го Зулфикар. Јас и да дадам, Зулфикар нема да прифати. Ти подобро оди си, ајде. Заза ќе ти ги даде парите. Брече, вие мене за курбан ли ме мислите? Всушност јас треба да земам од вас пари. Ја оставив работата, уште и пари да ви дадам, А јас сега сватив и онака. Вич, не сум го сакал Зулфикар. Заза. Што ќе речам, тоа ќе биде.
Вујче, името со златни букви го напиша во историјата. Што се не направи Вујче за да влезеш таму? Отиде во Вселената, го најде телефонот, направи држава. Што се 10 милиони долари? Јас не ја сакам историјата. Јас ги сакам парите. Парите? Ајде да одиме, ајде. Salamun alaikum. Дојде ли татко, не приметив? Има ли некоја вест, чедо? Не, татко, мислам ке полудам. Не се предавај, синко. Овој пат внатре имам лошо чувство, татко. За прв пат се чувствувам безпоможен. Уморен си, синко. Ама безпомощноста не е нашиот пат. Нашиот пат е патот на борбата, патот на надежта. Заврши патот, татко. Влегов во ќорсокак. Ако завршил патот, треба да се најде друг пат. Ти имаш моќ, имаш сила. Севишниот Аллах, секое човечко битие со своето битие, душата, со тие што ги сака, повелува да ги искушува. Секој со својата сила излегува на испит, синко мој. Овој предизвик, колку и да е голем, твојата рана ќе ти даде доволно сила да се справиш со тој предизвик. Татко, јас и од битието и од душата се откажав. Не можам повеќе да издржам моите најблиски да трпат заради мене. Од сега, ако прифатам во душата нечија љубов, Љубовта можеш ли да управаш, синко? И тоа е еден чин на Бога. Ако тој сака, ќе сакаш. Ако не сака, нема да сакаш. И Елиф, кога умре, вака зборуваше. После дојде малата Елиф. Лейла дојде. Уште една е на пат да дојде. И Инџис има своje минато во твојата душа. Азизелах. Ајде, стани, чедо моје. Тебе те повикува. Што ќе кажеш, кажи му на Севишниот. Kako si?